Во рамките на манифестацијата Кичево, Град на културата 2026 година, синоќа во Домот на културата во Кичево се одржа изложба на народна носија од село Букојчани, која привлече голем број посетители, љубители на традицијата и културното наследство. На изложбата беа представени автентични народни носии, стар накит и традиционални предмети, кои сведочат за богатото културно наследство, обичаите и начинот на живот на жителите од Букојчани. Посетителите имаа можност одблизу да ги разгледаат рачно изработените носии и да се запознаат со нивната историска и етнолошка вредност. Организаторите истакнаа дека ваквите манифестации имаат значајна улога во зачувувањето на традицијата, пренесувањето на културните вредности на помладите генерации и афирмацијата на локалното културно богатство. Ова идеја, овој настан е под Министерството за култура на Република Македонија, односно и општинава наша Кичево. За идејата беше најзаслужен мојот пријател Горан Несторовски, кој што рече да, и порано пробувавме да направиме ваква една изложба, не направивме, сега е моментот да направиме. И јас реков, добро, ајде ќе направиме. Подадовме овие барања и конкуриравме за овој проект, добивме одобрение и решивме да го направиме. Сега што се работи тука. Јас потекнувам од село Букојчани, Кичевско, кој што е многу познато село како многу мало, а многу популарно за пеачи, за добро намерни луѓе, гостопримливи луѓе и така натака. Таа традиција решивме да ја продолжиме со тоа што јас со мојата сопруга и со моите деца на некој начин направивме на колекција од селскава народна носија и рачните мои изработки кои што се тука изложени, а и од сопругата, така да целокупно ќе направиме, рековме, ова изложба и на тој начин, како што ќе видат и нашите гости, на некој начин успеавме. Така да, мојата госпожа, 2 дена ги спрема нашите традиционални јадења, како што се, например, бадничко пече, бурек, мегрош. Така. И другиве јадења што се по традиција, како што се питулици, бакардани, тие работи. Сега, према можностите, можеме уште нешто плюс да надиме, али во временски услови дека е многу топло, не можеме тоа баш да го направиме со некои печења, со месо и така натака. Друго, за изложбава имаме во план да настапат Христијан Тришовски, пеачот, и Јовче Митрески, така, и Бранислав Стојановски да ни бидат гости. И ќе видиме сега, мислам, понатака како ќе биде. Јас порачувам на сите да се научат, да го знаат и да го одржаваме на традицијава на нашиот. Еден од поддржувачите на проектот, Бранислав Стојановски, изјави дека ваквите проекти се добредојдени, бидејќи овозможуваат граѓаните подобро да се запознаат со културното наследство на Кичевскиот крај. Тој нагласи дека поддршката за ваквите иницијативи треба да биде уште поголема, со цел традицијата да се зачува и да се пренесе на идните генерации. Така што ваквите настани секако допринесуваат и помладите генерации да можат да се запознаат со традицијата на едно село или на цела општина. Така што мислам дека токму овие настани, вакви, упатувам честитки до организаторот, господинот Тришовски, за еден ваков голем проект, каде што сите кои што се заинтересирани ќе имаат можност и да присуствуваат тука, да разгледаат, но и да прашаат, бидејќи гледаме тука навистина голем број на предмети кои што се изложени и од делот на народната носија, која што потекнува од селото Букојчани, и во делот на рачните изработки кои што ги има господинот Тришовски, и секако она што до сега и го презентиравте беше околу делот на традиционалните јадења. Сето тоа допринесува и да се пренесува таа традиција на помладите генерации и со тоа да продолжи таа традиција и понатаму. Видете, ова честитки до општина Кичево и Министерството за култура, кои што во рамки на манифестацијата Кичево Град на култура за 2026 година се одлучија да поддржат токму еден ваков проект. Јас знам дека на господинот Тришовски ова не му е прва ваква изложба со ваков тип на изложени традиционални материјали, меѓутоа секако еден апел
овој тип на поддршка и од страна на општината и од страна на државата да продолжи во поголеми рамки, се со цел да може оваа иста изложба не само за кичевчани, туку да може да се пренесе и низ другите градови и така оваа традиција да може да биде презентирана и во други места, освен во Кичево. Покрај изложените експонати, посетителите имаа можност да дегустираат и традиционални јадења, подготвени специјално за оваа манифестација. За богатството на традиционалната кујна и подготовката на јадењата, за телевизија ускана говореше Алексо, кој ги представи специјалитетите подготвени за присутните и ја истакна важноста од зачувувањето на гастрономската традиција. Графче со пиперки, мало ги подгоревме, али немат, ќе ги зееме ако се подгорени. Овде не знам што имаат кинезите донесено, можеме да видиме. Пилешки, Овие се и благи, и лути, и солени секако. Ама убав мириса. Друго овдека питулици се, а овие некои други, не знам, госпоđа во моја ги праше како ченкарничиња, не знам. Ама се стари... Да, по стариот принцип на работа. Ова е туршија. Нормално најасен кога ги правиме оние за взима. Лебот, имат внатре и зеленчуци, како мајка ми што ги правела. Традиционално. Сирење како сирење. Настанот беше уште една потврда дека културното наследство представува значаен дел од идентитетот на регионот, а ваквите манифестации придонесуваат за негово зачувување и промоција пред пошироката јавност.